Појавувањето на сонцето на линијата на хоризонтот е убавина пред која ниеден ловец или љубител на природата не може да остане рамнодушен. Ова рано септемвриско утро пристигнале на теренот за лов на прелетен дивеч како што се голубите, грлиците и препериците, терен кој се наоѓа во близина на населеното место Лугунци. Овој терен потпаѓа под ловното друштво Руен од Велес. Со самото излегување на терен се пристапува со полнење на оружјето, бидејќи сонцето веќе почне да изгрева, а со самото тоа прелетот на дивите голуби и грлици е веќе извесен. Теренот е рамничарски, каде покрај блоковите посејани со сончоглед има и голем број на нискостеблести растенија, жбунови и страништа, каде препериците си наоѓаат своји засолништа. Групата броеше 4 членови како еден млад приправник, кој во секој чекор го следеше движењето и однесувањето на неговиот ментор, од кого би требало да научи нешто повеќе за ловот, особено во практичниот дел. Сепак ловот е традиционален спорт, а традицијата би требало да продолжи и на генерациите кои доаѓаат после нас. Блоковите со сончоглед се наоѓаат на околу 1500 метра од местото каде ги оставивме нашите возела, па пеш, движејќи се низ страништата и ораниците, се договарамне за распоредот на терен, кој каде ќе застане, во кој правец ќе стрела, за да не би дошло до некои несакани последици при истрелите од оружјето, бидејќи безбедноста во ловот воопшто секогаш мора да е на прво место. Секој ловец во принцип мора да е добро кондиционо спремен, бидејќи ловот го бара тоа од ловецот, а тоа се пешачењето и движењето по тешко проводни терени, искачувањето на височини и слично. Ловот на прелетен дивеч, освен за помладите ловци, примамлив е и за повозрастните членови ловци,
за да си ги испитат своите стрелачки вештини. Се наоѓаме на теренот Луганци, на предетен дивеч. Тој терен потпаѓа под ловното друштво Руенот Велес. Се наоѓа иначе на крајниот северен дел на општина Велес. Па се обидуваме да се приближиме до блоковите насејани со сончоглед, каде очекуваме дека ќе наидеме на голем број голуби грлици. Па ќе видиме во текот на денешниот ден, дали ќе уловиме нешто. Ако ништо друго, бар ќе пропукаме, ќе повежбаме малку онаа рутина што имам заборавено за овој период на ловостој, бидејќи ни следи после зимниот период, каде почиња ловот на крупен дивеч. Ништо. Грлица денеска имала среќа, значи да поживе. Па ќе видиме сега, ќе се искачиме горе кон блоковите сончоглед, ете има јато на голуби. Може би од толку илјадници голуби ќе успееме да уловиме еден. Па ајде да видиме што ќе направиме. Додека се искачува кон блоковите со сончоглед и јато на голуби, веќе ни навести дека треба да бидеме внимателни и спремни, бидејќи прелетот на голуби веќе започнал. И ете го, и првото јато во кое стрелав. Уловив 2 голуба, но за жал, поради густата шума и трање, истите не успеав да ги најдам.
И така бројот на стрелба и спукани патрони ќе се бројат во десетици, се додека има прелет. А прелет во овој период од денот има речиси неполни 2 часа. Бидејќи штом температурата на воздухот се покачи, птиците се повлекуваат во ладовина на места каде престојуваат во текот на денот, а тоа се дрвјата, зградите и слично. Но во тие 2 часа, будното око на ловецот мора да биде насочено во височината, како би го следел летот на голубите и галиците. Но не секогаш може да се стрела во јатата, бидејќи тие летаат и на височини далеко од убиствената моќ на сачмата. Па така многу пати ќе нанишаниме, но нема да стреламе. Сепак, тоа е до индивидуалната проценка на самиот ловец. Пристигнавме на блоковите посејани со сончоглед, па редно е да се освежиме со понекоја голтка ладна вода, бидејќи забрзаното темпо на искачување до блоковите со сончоглед до одредени граници исцрпувачко и малку заморно. Но сега веќе може да воздивнеме и да го чекаме налетот на јатата голуби и грлици. И конечно започнаме со стрелба. Имаше промашувања, но секако и погодоци. Вистинска уметност е да пронајдеш уловена грлица во блок со сончоглед без птичар, а денес ја немаме таа поддршка. Па затоа сами си ги наоѓаме уловените птици. Иако, верувајте, не е баш лесно, а некои острелани примероци и не успеавме да ги пронајдеме. Но тие секако ќе бидат пронајдени од лисиците и чакалите, кои се потрага по храна на овој простор.
Десно, десно. Evo ih, gledaj, perdovi letat, ne pađat čoveče. Ej, perdovi, gledaj, sve pađat, evo, tamo te. Dva. Tamo. Pađat, tamo se. Što pukaš? Но имаше и такви случаеви каде раните голуби летнуваат од пред нашите нозе, па така по еден голуб се испукуваат и по неколку патрони. Но таков е овој спорт, возбудлив пред се.
движењето низ сончогледот, како и стрелбата кон јатата со голуби и барањето на застреланите птици, допринесе да мора да симнеме од нас дел од облеката, бидејќи атмосферата стана навистина жешка, а секако влијание имаше и топлото сонце кое полека се искачуваше високо на небото. Па повторно продолживме со истото темпо, одстрел и барање на голуби.
Уловот на грлица и голуби пружа големо задоволство кај ловците кои преферираат ваков тип на лов. Едно, поради испакувањето на голем број на патрони, а со самото тоа истекнување и овежбување на поголема прецизност при стрелањето со пушка сачмарка, како и делот поврзан со кулинарството и приготвувањето на грлиците, а особено препериците, кои се мощни, вкусни и представуваат специјалитети на нашите трпези. Прелетот на голуби е при крај. Еве го веќе 8 часот. Сонцето веќе почна да грее и више птиците, голубите, грлиците се повлекуваат по дрвијата или таму каде што престојуваат. Денес уловивме 20 на голуби и 7 грлици како група зборам, што може да се каже дека е солидно. Па полека да се прибереме кон нашите возила и да го напуштиме теренот. Па некој друг ден може повторно да дојдеме, нели, да го зголемиме и бројот на улов и прецизни погодоци. Вака според денешниот ден може да кажам дека успехот на стрелба ни е пола-пола. Али ќе се поправиме, има време додека почне сезоната, на главна сезона што велам јас за крупен дивеч. Ќе повежбаме така да тогаш ќе бидеме поуспешни. Овде и да промашиме некој голуб не е толку страшно, ама да промашиме дива свиња или волк, тоа е више нешто друго. На крај останува да ве поздравам сите ловци, нели, со овечкиот поздрав со добар поглед. Се гледаме во некоја наредна емисија.